Религија и вера се два термина кои што до неодамна се веруваше дека имаат еднакво значење, но светот во кој што живееме денес докажува дека тоа и не е баш така. Се повеќе луѓе од духовниот свет излегуваат и јасно говорат за нестабилната врска помеѓу овие два термина и на тој начин верувам дека помагаат на многу луѓе кои што се движат низ духовните лавиринти. Денес со нас имаме Клара Касапов, македонка родена во Струмица, која што повеќе од 20 години живее и работи како пастор и духовен водач во Холандија и која многу јасно ја прави оваа разлика. Многу отворено говори за грешната човечка природа, но и за многу други теми кои што верувам дека ќе задржат вашиот интерес. Каде е Бог во целата приказна? Значи, од минатото гостување сакам да споделаме еден заклучок еве од пасторот. Он го имаше извадено, што мислам дека многу добро осликува позицијата на човекот денес во однос на каде е човекот, а каде е Бог. Вика, луѓето полни со демони веднаш го препознаа Христос, а луѓето полни со религија го распнаа Христос. Да. Сите луѓе во Евангелијата што читаме, што беа обседнати од демони, што беа жртви на демони, во првиот момент кој ќе се сретнеа со Христос или Христос ќе ги сретнеше, го препознаваа Христос. Луѓето полни со демони на прва го препознаваа Христос, а луѓето полни со религија го распнаа Христос. И ај се видите. Луѓе полни со писмото, значи фарисеите со веќе го знаеа писмо, ја го знавам, они го знаеа, напамет го знаеа. Се знаеа, се што имаше да се знае и поише од тоа. Луѓево со демони го препознаа Христос и беа ослободени, а луѓево со религија, полни со писмото, го распнаа Христос. Кој е твоето мислење? Можам да кажам да, така е, а од друга страна, ако го подобро Евангелието разбереме, не само религиозните луѓе го распнаа Господ Исус, туку сите ние што сме грешни. Пошто Господ Исус дојде сите грешници да ги спасат, да не спаси нас. Значи, ако читаме исторички Светото писмо, тогаш тие се тие кои го распнаа Исус. А ако имаме откровение од Евангелието, ќе знаеме дека Бог го возлюби целиот свет и го даде својот единороден син, за да секој што ќе поверува во него, ќе има вечен живот. Тука е малку друга приказната, друга страна од Евангелието целокупно, дека Бог го дава својот син Исус да умре на крстот на Голгота. А сега, без увид на кој го препозна, кој не го препозна и кој го има прифатено и кој не. Значи, Бог е тој што е Бог Отецот, е тој што ја дава и таа иницијатива, презима таа иницијатива да го испради својот возлюбен син Исус за наше спасение. Добро, денеска ние практично кажано сме се уште многу изгубени. Значи, мислам дека се наоѓаме горе-долу во истата ситуација, односно религијата на чувствувам дека не придонесува на начин на кој што треба едноставно. Дека не секогаш е патот до Бога. Значи, она што денеска веќе се прави јасна разлика помеѓу она што е вера и она што е религија. Така. Значи, тоа веќе не се две исти работи. Така. А требаше многу време, да кажеме, да помине за едноставно тоа како факт да се ние потврди. да го разбереме тоа. Да, ние не го разбиравме тоа. Мислам, и се уште мислам дека голем дел од луѓето не можат да направат разлика. Да. Видите, изворот на религија е голем дел од човекот, основителот на религијата. Имаме над 3000 религии низ целиот свет, низ сите векови. Над 3000 религии. Религија е начин на верување, барање по Бог или боговите. Значи, гладот, жедот на човечката душа по својот творител постои од секогаш. Прашањето кои ги имаме и потребите се исти биле од секогаш. Али кој ќе го дадеме тоа во мерка, да го мереме на вага со живиот Бог и религијата, тогаш ќе кажеме, тогаш што иде од Бога е вистината, а религијата можам да кажеме една голема лага. Поради што религијата може да има
свој елементи кои човекот може да го подобри. Ете, не лажи, не кради, знаете, такви... Да, принципи, начини на норми, функционирање, да. али тоа не нас донесува до живиот Бог. Но значи тогаш кој е начинот како да она што го гледаме и она што е воспоставено како начин на функционирање, нели, црквата, луѓето од во црква, значи ги следиме тие норми, ги следиме насоките кои што тие свештени лица ги даваат и се јавува некоја поделеност помеѓу луѓето, не знаат точно во кој, значи владе тотален хаос, така да кажам, во однос на нешто што би требало да е многу појасно. Да. Видите, Бог е тој кој не нас има создадено. Бог е тој кој првно нас не има возлюбено и Бог е тој кој не нас бара. Господ Исус вика дека тој е добриот пастир, а сите ние без него сме изгубените овци. Така да секој бара на свој начин. Едниот во православната црква, друг во будизамот, хиндуизамот, New Age, сега имаме светот е отворен, посебно и преку социјалните мрежи. Секој бара, али всушност секој го бара истото. Одново пак ќе кажам, прашањето зошто постојам јас овде, која е целта на мојот живот, има ли Бог, која е вистината, што ќе се случи кога ќе умрам јас. И на тој начин, посебно за Македонија, верувам, знам 100%, пошто Бог се објавува не сите векови, првно во Стариот Завет, преку пророците има тој манифестирано, потоа во Новиот Завет, преку својот возлюбен син Исус. Потоа се евангелието проповедане сите векови. И дојдено исто и кај нас во Македонија. Македонија била првата држава во Европа, можеме да кажеме, каде се евангелието има проповедено од апостол Павле и неговиот тим. Таква голема привилегија, таква голема љубов има Бог за нас македонците. Значи не можеме да кажеме дека од секогаш сме биле тие изгубените. Евангелието е било дојдено во Македонија преку апостол Павле, кој е бил лично повикан од Господ Исус. Тоа е поголема привилегија и поблизу до Господ не е можно, така да кажам, во историјата на човекот во Македонија, поточно, или па историјата на црквата. Али проблемот е што ние луѓето имаме проблем. Не е само проблем, туку и привилегија, имаме слободна волја. Така да секој кој човек се раѓа, не зависи токму каде се раѓаш, во кое семејство, кое општество, која нација, и чак и Господ помеѓу нас да е лично, сепак човекот мора лично да го Христос прифати. Сега тука е клучот. Дали ние стануваме духовни луѓе, Божи чеда, дали Бог го познаваме или не. Изборот лежи кај нас. Бог веќе има изберено за нас. Бог има веќе се направено преку неговиот син Исус. И се е веќе свршено. На крстот на Голгота, тој умре и воскресе. Патот до Бог Отецот е отворен. А тој е Господ Исус. А Господ има радикалност во таа вистина. Значи, за нас луѓето, кога го бараме Бог, ето, јас веќе над 20 години го проповедам Евангелието и имам контакт со разни луѓе, не само нели со наши македонци од православната црква или католичката или протестантската црква, со сите религии. И сите ние имаме некое свое вера, некое убедување или е микс на сето тоа. И јас секој пат викам, ако сме ние спремни, знаејќи од своето лично искуство, имаме микс информации, имаме микс на верување, еден ден така веруваш, другиот онака, и испреплетено се е микс, али ако сме ние спремни да навистина сакаме вистината да ја знаеме, ако навистина сакаме живиот Бог да го запознаеме во нашиот живот, тогаш мораме да стоиме и отворени, за да може Бог и да ни се објави. Пошто ако нашето срце не е отворено, закоравено, не стоиме отворени, не го прифатуваме Господ Исус, тогаш рампата помеѓу човекот и Бог е затворена. Дали тоа значи дека постои начин, или можеби веќе се успеала да се издигнеш над она што се нарекува деноминации и религија, едноставно да се поврзаш со Бог на еден непосреден начин, да кажеме, без сите тие бариери. Да. Видите, отеко на историјата на црквата, имаме црквата, фаламо на Господ, се уште е жива и присутна и активна, не само во Македонија, но и цел свет. Али црквата се луѓе кои веруваат во Господ Исус. Значи не зборуваме за црквени згради, зборуваме за луѓе вереници во Христос, кои се нарекуваат чеда Божи христијани.
Сега црквата сме луѓето, ние остануваме и колку и да сме ние духовни луѓе, остануваме исто и имаме исто и грешна природа. Значи, од една страна црквата, фала на Господ, има многу добри нешта правено во животот. Ето тоа е патот го покажува на Господ Исус кон спасењето на душата. А од друга страна имаме и за жал и грешки правено. Значи не само православната црква, и католичката црква, и протестантската црква имаме грешки правено, а една од грешките е токму посебно поради духовни водачи, кои за жал некои од нив имат исто и свое царство градено. Мок, влас, за да или да свое царство изградиш и да се направи поделби, ѕидови, бариери, блокади, поделби токму. Значи не само во теологијата, така да кажам, туку и во човечките срца. Сега, кога ние имаме жива средба со Господ, Господ не таму наоѓа ние каде сме. Еве јас потекнувам од православната црква и Господ мене таму има најдено. Некој кинез што е во будизамот, во некое друго место, Господ Исус таму го наоѓа. А да се навратам за нас лично е дека таа бариера што ние луѓето сами се ја правиме, поделби, а Бог е Бог на единство, и не учи и не заповедува да сме едно. Како што Господ Исус има и молитва за тоа, како што тој е едно со Бог Отецот, така тој сака и неговите сите што веруваат во него, универзалната црква Христова, да сме едно, едно во духот. Значи не можеме ние да бидеме едно, ние сме веќе различни, уникатни луѓе, ти така чувствуваш, мислиш, кога Господ Исус посебно зборува за едно, зборуваме за истата вера, истата физија, истата пасија, истото Слово Божје што е напишено, се пренесува на векови, така е како што е напишено. Не философирај, не отврлувај, не додавај, така е како што е. Значи, ние за жал самите си ги правиме тие проблеми, да кажеме ние христијаните. Значи, многу е едноставно превно Господ да го најдеш, пошто Он тебе наваѓа. Значи, ние имаме глад, жед, бараме го, но тој чека во негово правилно време на нам да ни се објави, ако го бараме. А од кога ни се објавува, тогаш Он дава откровение. Што значи откровение? Откровение значи да нешто е затворено било за нас, покриено, темно е, непознато е, неискусено е, но Господ во неговата љубов, вистина, светлина, неговиот карактер што е, ни се отварат духовните очи, нашите духовни уши, нашето духовно срце и почнуваме ние да разбереме да започнуваш твојот творител да го запознаваш по вистина и дух, како што вика Господ Исус. И вистинските луѓе кои го слават Господ, кои го сакаат е по вистина и по дух. Сега ние имаме исто и разум, човекот постои од тело, душа и дух, али првно Бог оде во душата, во духот. Нормално дека и мозочето наше е овлечено во тоа, али во духовноста Бог се објавува, Бог е дух и се објавува на нашиот дух. И кога се објавува, тогаш ние, колку и да сме уникатни луѓе, колку и да сме комплексни, оштетени, заслепени, незнаени, вистината, пошто Бог е вистината, и кога вистината се објавува, ние примаме таа вистина. Тогаш почнува духовното развивување. Сега за нас, како например што сме ние големината од православната црква, тогаш ќе разбереме дека Бог е многу поголем од православната црква, односно Бог е Бог, не е црква. Ние сме црквата. И ќе почнеш сите тие погрешни интерпретации што си ти сам исто, не само да кажеме погрешни учења, но сам ти што имаш сам интерпретирано. Сега кај мене траеше, например, јас во мојот личен живот, како православна, само беше православната црква за мене. Единствената црква за во светот, единствената вистина и тоа што јас знаев, и тоа што јас верував, и бев многу, можам да кажам, радикална во тоа. А сето друго беше за мене едно непознато, а од друга страна, Бог ми прости, бев арогантна и брутална во моето незнање, беше сето друго грешно, сето друго беше, рековме, секта. И се плашев, мислев, знаеш, сега јас имав милоста Господова дека живеам во Холандија. Таму доаѓаш до други, како млад човек, доаѓаш до други, како се вика тоа, предизвици. Еве, ние сме, како, например, вие, исто како млада генерација, живеете во Македонија.
Имаме ја православната црква, католичката, протестантската, имаме го исламот и тука имаме нешто атеисти, некои сега во последно време нешто New Age, нешто, знаеш, Буда, се Да, тоа. да. Али ние сме биле тука по од една страна конзервативни, можеби и подобро од една страна да ти кажам, за да можеме можеби поблиску Господ да го најдеме, ако стоиме отворени, пошто имаме прекрасна историја веќе со Господ во Македонија со евангелието. Зошто многу маца луѓе знаат таа историја? Мислам, ова што го кажуваш сега е факт, тоа е навистина така, но Да. Тоа не е нешто со кое што, например, ние се сретнуваме или сме свесни за тој факт. Можеби позатворена. Кој факт ќе ве замолам? Фактот дека Македонија, да кажеме, толку блиску до срцето на Бог. Да. Дека има посебна духовна вредност ова парче земја од дека. Пошто јас секаде каде сум била во Холандија да го проповедаме евангелието и сите христијани, дали во Холандија и сите мисионери од цел свет што се го слушнале евангелието, сите кога ќе слушнат дека јас идам од Македонија, сите се радосни, пошто читаме во Светото писмо за Македонија. Ме разбирате, луѓето дури браќа и сестри во Христос кои никогаш не се биле во Македонија, имат слушано за Македонија, имат слушано за историјата на црквата, на првата црква, да кажеме во Христос, овде на балконот, овде во Македонија поточно. А ние македонците, тоа е некогат мојата тага во моето срце и за тоа литам и лјадници километри да дојдам кај мојот народ, не само да одам кај кинезот, африканецот, американецот и интернационално што проповедам евангелието, таму каде не се го никогаш слушнале уште евангелието, да се вратам и да кажам, мој народе, македонски народе, ве замолувам, отвори го срцето за Господ Исус. Не мораме да дозволиме да паѓаме во тие стапици на ѓавол, на таткото на лагата, да се губиме и ние во спиритизам, во јога, во Буда, во сите тие други религии, а кога Господ Исус е се уште со отворени срце кон нас. Јас мислам, за нас македонците само е само еден чекор потребно. Господе Исусе, дојди во моето срце. Зошто е толку тешко да го направиме тоа? Има две нешта. Едно, на самиот човек има проблем со промена. Промената и да се предадеш целосно, значи не зборуваме сега за религија, значи да воланот на твојот живот, што ние сакаме многу да го управуваме, ако може и на другите, е сега да се тргнам јас од мојот волан, да му дадам на Господ Исус да го управува. Пошто ние сите сакаме да Господ е големината, посебно кога имаме проблеми, неволи, маки, сакаме Господ Исус да е наш спасител. Или било кој, спаси ме, викаш. Али кога станува збор да Господ Исус стане наш господар, да ние воланот да се оттргнеме и да Он почне нашиот живот да го управува. Тука мислам, кога човекот е свесен на тоа, можам да кажам, секако од своја сила не е лесно. Пошто се плашиш за промената, тоа е едно. Второ, знаеме сите ние дека нешта имаме во нашиот живот, кој го нарекуваме слабост или грев. И знаеме сите ние, не мораме Свето писмо секогаш да прочитаме, освен ако нашата интуиција е многу уштетена од гревот, тогаш нема човекот веќе здрава физија, што е грев, што не е. Но ако сме здрави, нормални, така да кажам, како грешни луѓе, тогаш имаме се уште интуиција од Бог. Што е дел од Господ, што има дадено на човекот. Значи, кога човекот почне да лаже, да краде, да уговара или не знам што, ти знаеш многу добро дека тоа не е во ред. Сега, кога секоја свест на човекот, кога се соочува дека ако се спрема да има релација со Бог и знаеме тогаш дека Бог не е само љубов и милост, туку и тој е исто свет. И тука е проблемот дека мораме тогаш, знаеме дека мора некои нешта и грешни нешта во нашиот живот да ги напуштеме. Тоа Божјо збор вика покаяние, обратување. Тука е проблемот помеѓу ние имаме сите грешна природа во нас. Точно тоа ми беше и тоа е нешто за кое што станувам се посвесен, да кажам, како што разговарам ако сме искрени. Да, со луѓе како тебе, значи навистина се потврдува одново и одново дека грешната, значи едноставно
реализација на фактот дека ние луѓето имаме Греф. под дефолт, да, Мгм. значи доаѓаме со грешна природа, дека Да. и треба многу труд да се вложи едноставно за да се смени таа природа едноставно и да се да се проложи во друг правец. Затоа Господ Исус вика дека треба одново да се родиме, духовно наново да се родиме. Колкава шанси имаме за тоа ми е прашањето. Значи ако Сите имаме шанса. ако не во ред, значи шансата секогаш ќе постои, но дали станува се потешко со времето? Затоа и на пример така сакав да го започнеме днешното снимање, затоа што ако демоните веднаш го препознаваат Христос, а луѓето со религија го раснаа Христос, значи нас не ни останува многу избор, значи на кого да се обратиме. обратиме. Коригирам од тоа. Демоните го препознаа Господ Исус, религиозните не. Но во исто времено тие истите демони, сатаната што е главата, таткото на сите тие демони, се истите, пошто таткото на лагата, таткото на нетемнината, се истиот извор што го човекот масовно покушува да го заслепее во темнината, да го Христос не прифати. Ја слушаш двете елементи во тоа? Демоните го препознаваат Господ Исус. А во исто времено, од каде праша, нели, зашто човекот, нели, не може или не сака да дојде до Бог? Имаме, значи, разни причини тука. Ти своето јас, не сакаш брзо лесно да се предадеш, имаш духовна битка со самиот себе, твојата паднана природа се боре со тоа. Али во исто времено имаме и ние сите, не само ние македонците, туку цело човечки род, имаме еден непријател, кој е ѓаволот, кој Исус го многу јасно објавува во Светото писмо, во Евангелиите. Господ Исус вика, јас дојдов да дадам живот и изобилие, а ѓаволот дојде да лаже, да краде, да уништува, да убива, да поразува. Значи, и тоа мораме да го спомнеме. Значи, истиот извор, демоните се исто едни од причината зошто човечкиот ум е заслепен во таа темнина. Да не можеме Евангелието да го некогаш ни слушнеме, не можеш да поднесеш или не сакаш, или конечно го слушаш Евангелието по 100 пат, но не допира до тебе. Не доаѓа во твојот дух. Тука тоа се нарекува духовна заслепеност или духовно завразување од токму демонски сили на човечката душа. Значи, може и 100 пати да го слушнеме писмото, Библијата, Евангелието и да нема никаков никакво влијание врз на себе, така да кажем. Да, али тоа е често пати најголемата причина, или човечкото јас едноставно не сака, пошто си човекот има слободна волја во тоа, дали го Христос прифатуваш или отфрлуваш, се уште како и ние сега во таа генерација, како тие што фаризеиците и религиозите што беа, ништо не е променето, или пак човекот е обседнен на вистина со демони, што му припречуваат во таа што е слободната волја што имаме е заврзена и умот е со тие демонски сили буквално како хипнотизиран. Слушаш, али не слушаш. Слушаш, али не разбираш. И волјата може преку тие демонски сили да биде да има влијание. Али добрите вести се, Господ е господар на господарите, крал на краловите. Не може човечка душа, колку и демонизирана да е, или обседнена со демони. Тоа е голема разлика. Може демони да имат влијание на тебе, на твојот ум, на твојата душа, или буквално демони да живеат во твоето тело. Тие се две разни духовни хиерархии, така да кажам, во темнината што може да манифестира кон човекот. Но може и најголемите со мали букви сатанисти кои се свесно или несвесно служиле на сатаната, што имат жива средба со Господ Исус. И тогаш морам пак да се вратам на човечкото срце. Имаме блокади, имаме битка во тоа. Барајќи го Бог, наваѓајќи го Бог. Али над се, пред се, халелуја, Господ е силен и моќен да не спаси, да не најде таму колку и човекот да е демонизиран, колку и човекот да е заслепен, колку човекот да е далеко од Бог, колку чак и човекот и да не сакаше, Господ може да дојде и да не спаси.
слободната волја човекот е единственото битие на планетава, во универзумот, во све што е создадено, кое што поседува слободна волја, така да кажам. Али слободната волја Бог ја почитава, Бог ја има дадено, но слободната волја не е без последици. Апсолутно. И сега на денешницата ние малку сме многу со сето поштовање модерни. Исто и во црквата слушаме слободна волја, слободна волја, слободна волја. Да, слободна волја под капата на Бог што ни дава право под некое подрачје да имаме слободна волја. Дали постои слободна волја, еве да кажеме, од твоето искуство и од твоето разбирање на работите, значи дали има човек со слободна волја кој што не е духовно освестен, еве така да кажам? Како мислите, не го разбирам тоа. Човекот со слободна волја, што е? Ние цело време мислиме дека имаме слободна волја. Да. Но најчесто онаа заслепеност што ја кажуваш. Да. Тоа сакам да кажам, ние мислиме дека имаме слободна волја, од една страна да, и имаме слободна волја, но таа слободната волја не е така како да сме ние богови. Пошто таа нашата слободна волја, мене и тебе, например, Бог нас не праша да се родиме. Бог мене не ме праша дали јас сакам да се родам или не на оваа земја. Ме разбирате? Да. Бог мене исто не ме праша што ќе тој допушти во мојот живот и што ли не. Или па неговиот план што го има уште пред ова небо и земја да постоеше, ние бевме веќе кај него, тој веќе нас не познаваше, во негово време се раѓаме и тој има план и цел со нас. Бог мене и никој нас не праша сакаш така, вака, онака. Мене разбирате, значи Бог има исто и план и волја и цел во нашиот живот и во тоа Бог не води баш така многу рачун со нас како ние што мислиме. Еве јас и ти сме родени во Македонија. Може би некој си вика, Господе, зошто не ми даде да се родам каде има мед и млеко, нели? Да. Или јас, например, сум родена во скршено семејство. Кога сум била млада, сум имала проблем со тоа. И секој пат сум викала, Господе, зошто не ми даде да се родам во семејство, мајка, татко, браќа, сестри, љубов, мир. Но не. Значи, сега ти давам примери дека нашиот живот на оваа земја, што како се развиват нештата, нели, на сите нас, е факт исто дека Бог е господар и на човечката волја. Дали страдањето е, да кажеме, најблискиот пат можеби до Бог? Прашањето ми е, луѓето што се во комфорт имаат тенденција, еве да кажеме, таа човечка грешна природа повеќе да ги обзема. Луѓето кои што се изложени на страдање, на болка, на проблеми, на тие да го барат побрзо Бог. Да, континуирана борба, тие се некако поблиску до Бог или побрзо го наоѓаат. Така често пати нашата човечка логика мисли. Тој имаше многу проблеми, или таа имаше многу проблеми, болести, неволи, драми, трами, и така таа душа жална, измачена во борба во животот, и така тераше спас, и така го бараше многу повеќе Бог. Може да сме повеќе под притисок поради мачењето на оваа земја, али од друга страна јас познавам луѓе кои се мултимилионери, кои имат топ функции, кои се се имат. Но ако го Бог немаш, имаш една голема дупка, една голема празнина во душата, и што и тие го барат Бог. Само тие кои мислат дека, посебно кои не сакат да имат работа со Бог, мислат, мене не ми треба Бог, тие жалните, тие сиромашните, тие болните, тие со многу мачи, нив им треба Бог, на мене не ми треба Бог. Али таа е човечката логика и оправдување во тоа. Инаку како дадеме споредба со сите искуства што ги имам, како што ви реков, дали мултимилионерот или тој што бара хуманитарна, што се моле на Господ дади ми леп, тој што е високо образован или тој што е малку образован, сите раси, бели, жолти, кафени, црни, црвени, 5 раси, 4-5 раси што ги имаме, не преку мачењето. Али Бог не е само мачењето, сакам да кажам. Али имам откриено, исто и од мојот живот, кога сме искрени, исто и во службата кога разговараме или кога изградуваме искуство, човекот кога е малку намака повеќе на мачење, тогаш сме многу повеќе ние мотивирани. Али Бог
во неговата милост и љубов и го дозволува некогаш човечкото мачење, што има причина, има и разни извори зашто мачење постое во твојот живот или во човечкиот живот, и го употребува тоа мачење токму за да нам ни се објави. Али сакам уште еднаш да кажам, не мора им преку мачењето само. Јасно, да. Тоа е. Да. Тоа е совршено и добро што е така. Да, фала му на Господ. Тоа е добро Инаку што би е биле така. прежални да се сам преку маки страдење. Па не, и ќе беше многу поедноставно. Да. Значи, од она јас што го разбирам, патот до Бог никогаш не е едноставен и никогаш не е праволиниски, затоа што да беше така ќе Едноставен го е, најде. Исус вика, јас сум патот. Господ Исус вика, јас сум патот. Значи, ние не треба да бараме патишта, секој, нели, не знам какви патишта, туку личноста Господ Исус. Господ Исус вика, јас сум патот. И значи, тука мораме ние многу едноставно тогаш. Имаме два избора тогаш. Или ние пак ќе си ги одиме по нашите патишта, го барам Бог, те таму, те ваму, онамо. Или ќе кажеме, чекај, Господ Исус, Божиот син, викај, јас сум патот. И тој уште оде подлабоко. Никој, не само македонецот, од било која црквена доминација и какво размислување, идеологија, целиот човечки род, никој не доаѓа до Бог Отецот освен преку мене. И сега, или тоа ќе го прифатиш како вистина, и кога ќе го прифатиш преку вера, ќе дојдеш на вистина заклучок дека е така, амин, или ќе го отфрлиш и за жал ќе останеме ти изгубените овци што постојано бараме. Сега ми текнува една интересна случка во Холандија. Едви како денеска дош, како што врне во Скопје кај нас, така во Холандија почесто пати врне дош, и еден ден спонтано одам во продавница и стоиме таму, купуваме нешто за јадење и стои еден господин до мене. Чекаме двајцата нешто за јадење таму и се му обетисаме, нели, дош, време, така, вака, онака. И долго приказна кратка да ја направам, господинот сподели дека бил низ целиот свет, патува многу. Јас викам, ме интересира, пошто јас имам патувано многу и имам учено од тоа многу, и го прашав, нели, од радозналост, нешто научиме, разговор, социјален контакт, каде бевте и со која цел? И тој самиот рече, па целта ми е, го барам Бог. Целта ми е да ги сите религии посетам на овој свет и да одберам. И да одберам која е за мене е вистината. И јас го прашувам, и до сега најдовте? Вика не. Каде бевте? Тој наброја, сега во програмата е предолго, и значи не се низикјавам буквално, нели, по дефиниции, но беше човекот насекаде. И насекаде. А јас со мојот сендвич стојам и му кажувам, Господине, јас сакам да ви кажам дека многу е едноставно Бог да го најдете. Тоа е преку неговиот возлюбен син Исус. Прифатиле неговата жртва на крстот на Голгота, што Господ Исус умре и воскресе за нас, го патот отвара за нас, преку вера, како детска вера, прифати го тоа. И тој ме гледаше буквално со големи очи и се сеќавам во неговите зборови што рече, се запознаевме, нели, Клара, име. Клара, сакаш да кажеш дека толку едноставно е? Сакаш да кажеш дека толку близу е? Викам да. За сите нас. За сите нас. И тоа е жалното за нас, луѓето. Али од друга страна, кога се проповедува Евангелието ни сите тие векови, секој пак има таа слободна волја да одбере или да отфрле. И ако ние доаѓаме со грешна природа, да. Значи, јас стварно мислам дека можеби тоа е тежината некако, затоа што да беше лесно и да беше едноставно, луѓето или повеќе луѓе ќе успеваат да полесно го најдат патот, но се помалку го наоѓаат, како што може да видиме со трендот во кој што се движи целото општество. Таа грешна природа дали отвора повеќе или полесно е привлечена од темнината или од колку од светлината, така да кажам. Значи, дали сме ние повеќе склони кон ѓаволот од колку кон Бог со самата наша природа? Тоа убаво прашање. Со самата наша паднана природа, грешна природа,
не поврзува со сатаната побрзо и полесно. Пошто од каде иде гревот? Сатаната е тој првиот што грешеше на Бог во рајот и е отфрлен. И тој е основителот, инспираторот на човечкиот род, првиот Адам и Ева, да го инспирира да греши и да падне во грев. Значи, од таму почнува, сакам да кажам. Значи, за нас, во нашата паднана грешна природа, е побрзо и полесно да грешиме и да се поврзи таа грешна природа во нас со и нашите дела да се поврзи со таткото на лагата, што е многу страшно, отколку од самите себе да се поврзиме ние со Бог. Значи, ние не можеме да се поврзиме од самите себе со Бог. Токму поради гревот. Гревот е бариерата, Бог е свет. И затоа религијата или било и каде да одиме, не можеме ние, седневме со Господ Исус на маса и имаме заедница со Него. Токму затоа и Господ Исус и дојде, за да таа наша грешна природа, казната на гревот, Божјиот збор вика, е духовна смрт. Тоа значи дека си поделен, уште при раѓање можеме да кажеме, со твојата природа, твојата душа е поделена од твојот творител веќе. Затоа, за да ние бидеме едно со Бог Отецот, мора, значи, да добиеме првно прошка за нашата грешна природа. Прошка и за нашите собствени греви. Не значи во која состојба само се имаме родено во грев, туку и ние самите исто правиме грев. Значи, не можеме само на Адам и Ева, да, таму почна, но и ние се уште сме активни во тоа. Али Господ знае точно дека јас и ти не сме буквално криви Адам и Ева што имат направено. Ние го имаме тоа наследено. Али од друга страна, Христос е тој измеѓу покретникот, помеѓу грешниот човек, што е, како што вика во Светото писмо во Римјаните, сите грешија и сите се лишени од славата Божја. Тоа е голема катастрофа што се има десено во парадајзот. Бог имаше план да живее заедно едно со човекот, да има пријателство, дружба, да имаме однос, релација, да заедно чекореме со Господ, да сме едно. Но човекот рече не. Сега во таа положба ние се раѓаме, сите. Македонците, кинезите, во таа е положбата. Али не е само тоа. Евангелието, значи радосна вест. Што е радосната вест? Дека грешникот човек што е во грешна природа роден, не може самиот себе да се спаси и да се избави од таа кондиција. Господ Исус за тоа потенцира, првно го возможува за да каже треба првно духовно да ново да се родите, за да го наследите Божјото царство, да се удел од Божјото царство и да постанеме Божји чеда. Али за да дојдеме до таму, треба првно да имаме прошка на нашите греови, помирница со Бог, оправдување на нашите греови. Значи Бог е љубов, Бог е милослив, но исто е и свет. И значи Бог самиот има одлучено како нашиот проблем на нашата паднена грешна природа, така да кажем, во неговата милост и добрина, да пружи рака да ни помогне и да не избави од таа фреквенција, така да кажем, од таа природа, од таа позиција. А како тоа Господ го прави, од Бог Отецот? Преку жртвата на Господ Исус, преку крвта на Божјото јагне. Таа света крв, пошто Господ Исус е Бого-човек, Бог стана човек и дојде нас да не спаси. Можеме да кажеме од ѓаволот, од моќта на проклетството, од смртта, од пеколот, али исто ако не спомнеме, дојде исто да не спаси од самите себе. Пошто нашето јас, нашето его исто прави проблеми. Не само на самите себе, на другите, но исто и со Бог. Али ако разбереме Евангелието, не само Исус е патот и нели Исус ни покажува како да правиме, како да не правиме, туку Господ Исус преку неговата смрт, неговата жртва, неговата света крв, што е пролена на крстот на Голгота, таа крв пред лицето на Бог Отецот ни дава опција, можност да добиеме прошка на нашите греови, да добиеме помирница со Господ и оправдување, слободен си веќе. Тогаш добиваш во тебе боженствена природа.
Пошто го примаш Господ Исус, него и неговата жртва. И тој доаѓа. А не само Божиот син доаѓа, туку и Отецот. Отецот и Синот, двајцата доаѓаат, живеат во нас, буквално во нашето тело храм, што е со Светиот Дух. Тоа е една од најголемите забуни, мислам дека и луѓето навистина имаат проблем со тој концепт, да кажеме, на еден од аргументите на исламот е дека Троеден Бог. Да, дека е Да. троен Бог, дека тоа е веќе политеизам и така натаму, дека за тоа не може да се смета како вистинска вера или религија. Луѓето, да кажеме, нека не се во ниту една религија, атеисти, агностици и така натаму, исто имаат проблем да го свата сето тројство како функционира, што е Бог, што е Светиот Дух, кој е Исус. Тоа е нормално. На кого Исус се молеше, дури беше раснат на крстот, кој е тој Бог. Значи тука се ствара на голема конфузија кај луѓето. Да, тоа е, можам да кажам, и нормално. Зашто ли? Ние со малото наше мозоче, што само 7 до 10% знаеме воопште како нашето мозоче функционира, зборувам за највисоките психијатри, што се цел живот науки низ сите векови бавиме, нели, за да мозокот го престудираме, човечкиот мозок не може Бог да го разбере. И логично, во самата нелогика во тоа. Пошто Бог, творителот, нас не има создадено. Значи, за да ние можеме Бог и да го најдеме, и да го разбереме, и да го најдеме, иницијативата иде од него. Кога зборуваме за троеден Бог, нормално сега, како, што кажа, дури и технички да почне некој тоа да го студира, можеби одново само со своето мозоче не ќе може да го разбере тоа. Али кој може од самиот себе Бог да го разбере? Самиот Бог, Јахве, во Битие, 1 глава, 26 стих, тој зборува: дај да ние створиме човек по нашиот облик. Уште на почетокот Бог се објавува во множина. Значи, тоа не е ништо ново. А што има исламот проблем со тоа? Тоа е нивни проблем. Инаку светите книги, не само Евангелиите, Новиот Завет и Стариот Завет, Бог е еден, но тој Бог зборува од самиот себе во множинство. Тоа е, ајде да кажам, навистина тешко за луѓето да го сватат, затоа што значи технички можеме да го пронајдеме тоа уште од почетокот на светите книги во Битие. Докази постојат, запишано е, Така. А да го ние можеме тоа да го фатиме, да го тоа разбереме, навистина ни е потребен тој Светиот Дух, Духот на Бог, самиот, да тој самиот ти го тоа објави. Клара, како во твојот живот се појави Бог? Кој беше твоето искуство? Како Бог се појави, фала му што се појави, тоа е најдоброто нешто што ми се има случајно во животот, покрај што сум сопруга, мајка, нели, имаме природниот живот, сакам да кажам, али за мене, за мојата душа, така, тоа е најдоброто нешто што ми се има десено и фала му на Господ. Значи, јас уште мало девојче имав одсекогаш глад и жет за Бог. Мојата покојна бабичка потекнува од православната вера, ние двете секогаш одевме заедно на црква. Рака за рака, тоа се така матно сеќавам во моите први години, животни години во Македонија. Заедно двете рака за рака одевме на црква. Значи верата во Бог уште мало девојче беше присутно тоа во мојот живот. Али иако тоа беше присутно, ти самиот како човек почнуваш да пораснуваш, не си малото девојче, нели, пораснуваш. Посебно кога дојдов во пубертет, можам да кажам, и кога растев во Ротердам, многу разни религии. Јас потекнувам од православната црква и гледам сега мојата вера во тогашно време и концепт за Бог и прашање и потреби, приметував дека или јас нешто не разбирам работата, пошто не можам да дојдам во контакт со Бог,
иако се молам, иако одам на црква, иако сите религиозни практики ги практикувам, значи бев ни сите цркви, ни манастири, барам го, но осеќам мирот, осеќам го, ама не можам да дојдам во лично со него во контакт, ме разбираш? А не само лично со него, туку и товарот што го носев, јас лично, како личност, еве како што реков, идев од скршено семејство. И можам да кажам, секое едно дете што иде од скршено семејство, скршен брак, и тоа дете е скршено. Нема везе во која цивилизација е. Скршено е тоа дете. Не мора да значи дека многу големи трауми, нели, имаше хорори во бракот, во семејството. Може и едноставно се разделиле по мирен пат. Се уште останува траумата, да. Али сепак траумата на тоа детенце е присутна. Можеме да кажеме, можеби најмногу за детето. И јас, значи, имав празнина во мојата душа, глад, жед, копнеш за Бог, а од друга страна имав и тага во мојата душа. Имав прашања. Значи, еве, како што кажам, ние сме млада генерација. Едното знаев од Оче наш молитвата, а од друга страна си викам, ако навистина Бог постое, тогаш едно сакам стварно да имам разговор со Бог. Имав и некоја налутеност кон Господ, да бидам искрена. Поради некои нешта што сум била жртва во мојот живот. И имав прашање, зошто, Господе? Јас сум секој пат била искрен грешник. Значи, некои луѓе им е страв пред некој друг или страм да кажат, немој така, знаеш за Бог. Но јас отворено кажував, добро, јас верувам во Бог, го барам Бог, но имам и прашања, не само за мојот живот, мачењата, страдањата што ги имав искусено како жртва, но исто и другите луѓе околу нас, што се за жал исто многу жртви на туги греови. И тоа јас постојано како млада девојче во пубертетот мој си викав, зошто бебиња умират, зошто има војни, зошто тоа, зошто она, постојано со прашање. И ако има Бог, зошто Бог го тогаш тоа дозволува? Ме разбирате? И тука таму почна мојата сериозност да го барам вистински Бог. Но свати дека во тој контекст, во таа ситуација во која што си била тогаш и во православната вера, едноставно ти не можеш да доеш лично во контакт со Бог. Да и не. Да. Значи, првото да и не. Зошто ли? Кога си ти окупиран со традиции, разјаде, ти прави така, прави вака, тоа не те носи до Бог. Со човечки обичаи. Така. Премногу човечки. Да. Значи, ти можеш да си во црквата и со христијанската вера во Христос, која е навистина вистината, али ако покрај сето тоа, покрај таа вистина е натрупено со многу лаги, тогаш мора првно нештата да се расчистат. Значи, јас лично првото откровение од Светиот Дух за Евангелието, за дали мојата христијанска вера е вистината, во контекст на сите тие религии што јас бев одрастена во Холандија, Господ сам ми објави. Во православен храм, каде јас одев таму, на одмор бевме со другари, и како што реков, јас одев постојано по цркви, постојано по манастири, таму се молев. Таму барав мир, таму медитирав, се молев, како што викаме пораши. Тоа беше на одмор, бев скоро 18 години. За прв пат бевме на одмор на скиење, за прв пат во животот тоа. И тоа беше на Попова шапка. И таму има православен храм. И јас отидов сама таму. Нашите другари си останаа да се скијат, нели? Тие не беа зафатени, не можам сега да погледам токму у нивното срце, но не беа заедно со мене, да кажеме, ајде, ќе одеме заедно на црква, или да се разговараше некој пат за такви теми, но јас бев секој пат во тој момент многу позагрејана. Да, позагрејната. Се сеќавам дека имаше снег, нели, зимно време скијање, долго време па одев пешки и беше напор и беше и опасно сега кога ќе размислам сама ти одеш на планината на Баирот таму. И може нешто да ти се деси и никој ништо не ни знае, нели? Али со таа детска вера, со тој глад, отидов таму
И тој момент, Виктор, таму започна Господ со мене. Стоев и убаво се сеќавам како денеска. Размислував и си прашав самата себе, али исто во мојата душа и кон Бог. Господе, ако постоеш, објави се. И таа моја христијанска вера, дали е стварно вистината или не е? Сакам да го знам тоа. Ако не е, тогаш се отргнувам од тоа. Што и да е? Значи, стоев отворена, али само вистината да е. Божјата вистина. И се сеќавам, Виктор, во тој момент, кога тоа го размислував и се молев и во моето срце го искажував кон Господ, дојде тих, топал ветер во тој храм. И како што може Бог зборува на многу разни начина на човекот. Но во тој момент, за прв пат, Господ ми изборуваше, јас не ни знаев тогаш што се, нели сега знам да го дефинирам, тоа беше Светиот Дух, сигурно. Али тогаш беше што е ова? Нели после си викаш, имаше одгоре контакт со мене, реакција, манифестација. Гласот на Светиот Дух беше целокупен. Не само во мене, во моето битие, туку и околу мене во целата присутност, простор. И се убаво сеќавам, како што знаеш, ние во прославните цркви имаме убави цртежи, библиски приказни. И јас погледнав баш во тој момент на крст, како Господ Исус Христос е нацртен на крстот, како виси на крстот. И баш во тој момент слушам Светиот Дух како многу лично ми зборува. Клара, да, Христос е вистината. Тој умре за тебе. Служи му. Од една страна беше тоа толку пријатно како да се соединуваш на вистина со својот Творител. Да душата не само наоѓа мир и исполнување, туку и одговор и контакт. А од друга страна, мојот мозок, логика, мозоче, како и на сите нас, посебно што сме млади, што? Да му служам? Мојот ум не беше тогашно време обновен со Светото писмо. Ниту па бех духовно на новородена. И концептот за нас во Македонија, барам за мене тогашно време и за сите повеќе, се уште приметувам, да му служиш на Бог, треба стварно голем дел да одиш во манастир. Така јас си претомачував во тој момент. И тука беше мојата блокада, што траеше 5 години, Виктор, да поради незнаење, а од друга страна и преку присуството на Светиот Дух, и од друга страна и знаев дека не е тоа Бог што бара од мене. Он мене лично ме бара. Не е му да му служам, али јас, извини, јас бев само уште малку 18 години, студирам психологија, ќе станувам психолог или психијатер. Имам тука дечко, сам заљубена, ќе се женувам. Други планови имаш, да. Така, вака, онака. Бог, кога од една страна го барам, а од друга страна кога се објавува и на негов начин како треба да оде неговата стратегија, можам да ти кажам, не бев отворена. Полесно беше религијата. Одам во црквата, побарам благослов, штит, така, вака, онака, си запалам свекичка и си продолжам својот живот. Значи, 1 час во денот можеш да посветиш на Бог и после тоа пак ти да си во контрола останатиот дел од денот. Да си тераш по твој. Тоа го нарекуваме сега христијанска религија. Ти веруваш во Бог, ти се трудиш да си добар човек, одеш во таа црква или во онаа црква, а после ти си на твојот волан, во твојот живот и си продолжуваш да си живееш како што си сакаш. Не само во грешната природа, туку ти си господарот на својот живот. Мислиш дека си, не си, али во твојата човечка логика сакаш ти. И тоа беше првиот пат. 5 години имам, за жал, изгубено во мојот живот. Виктор, што после тоа беше многу жал, али од друга страна допуштено од Господ, за да одново добием милост од Господ да чукне на моето срце. Али после тие 5 години, можам да те кажам, од кога за прв пат јас добијах лично откровение за Евангелието, после кога реков поправилно не,
директно и индиректно, бегање, незнаење, микс на човечкото, духовната битка во тоа, во тојко на тие 5 години, Виктор. Не само пред тоа рајот што се отвори во тој храм за мене, али после се и пеколот за жал отвори. На кој начин? Страшни демонски манифестации. Страшни демонски манифестации што кога Господ ќе ми даде и дозволе во негово време, со цел не луѓето да ги плашам или да ги фасцинирам, туку да ги напоменам дека духовниот свет е реален, Бог е жив, но за жал има и ѓавол. Божјото царство постои, но и сатанското царство постои. Божите ангели постојат, но и демоните постојат. И сите тие нешта се реални нешта што ние луѓето сме во тоа како се вика на раскрсница. На раскрсница во тоа. Сакаш не икеш. Никој, верувам, секој нормален човек, добар човек не сака да си има работа со ѓаволот, не сака да си има работа со демони, туку си сака со доброто да има работа или со Бог или барам со доброто, нели? Да. Али ето тука, како што кажувам, слободната волја не е толку многу како што ние фантазираме и филозофираме слободна волја. Значи не е она што се мисли дека еднаш како човек ќе го пронајде Бог или ќе му дозволи да влезе во неговото срце, дека под автоматизам ги победил силите на темнината и дека веќе тука тие немаат никаква моќ врз него или влијание. Ќе ти дадам сега одговор. Само да се навратам во тие 5 години. Во тие 5 години Бог дозволи, првно Бог ми објави Евангелието, лично сам. Клара бири. Клара, Јас после тоа и буквално мислам и како да трчев и избегав од храм. Викам, што е ова? Знаеш, паника исто имаше и страв и разни емоции. Од една страна благодарност, вау, а од друга страна и паника. Што е ова? Што бе? Знаеш, човечката логика си вика, што беше ова? Знаеш? Али после тие 5 години хорор што Бог дозволи во мојот живот, кога веќе бег во Христос, го прашав Господ, Господе, зошто? Па и сега и тоа го дозволи во мојот живот. А Господ ми одговори, за да ја запознаеш вистината. И за вистината да те тебе ослободи. И да ја мојата вистина проповедеш. Моето Евангелие. Пошто како што Господ мене ме ослободува и ослободил, така сака и другите. Значи Бог не прави само откровение, нели, сонови, визиони, па чити Словото Божјо, нели, туку и личните искуства со Бог не нас прават духовни луѓе и за да можеме тоа да го пренесеме на луѓето околу нас. Значи не со многу голема филозофија и теологија така вака онака, туку од човечко срце до човечко срце. Сега да се навратам за следното што рековте, тоа ми е многу битно што сакам да кажам. Битката на човечката душа, на човекот, на оваа земја, Божјот збор вика не е против месо и крв. Значи Бог кажува, која е нашата битка по правилно? Божјот збор вика, твојата битка, човече, е против ѓаволот. Односно, ѓаволот војува против тебе. Зошто? Пошто ние сме Божии. Пошто сме ние Божии. Човекот не е само тој грешникот, што има грешната природа, туку човекот е исто по Божиот облик создаден овде на оваа земја. Е амбасадор Божи, представник Божи на оваа земја. Бог сака да сме чеда негови. Бог сака тој неговиот план, неговата волја во нас и преку нас, неговото царство овде на оваа земја да манифестира. Ме разбирате? Значи никогаш Божиот план не е бил Бог е во рајот, во небото, во небесата, ние тука и после живееме и си се починуваме и си одиме во рајот. Бог од секогаш е сакал да има не само релација со нас, туку и неговиот план овде на оваа земја преку човекот да го тоа изврши. Сега, сатаната што е непријателот првно на Бог, е автоматски и нашиот непријател, пошто ние сме Божии. Сакам слушателите апсолутно да ги охрабрам и утешам, пошто знам дека многу луѓе на денешница, пошто или сме многу поотворени веќе, порано беше многу така страм, табу, да, кјути не кажуви ќе те направат таков, ваков, онаков, нели? Али на денешница, пошто човекот се повеќе и повеќе живее во грев, портата на пеколот се повеќе и повеќе се отвара и тогаш е логично
да тие демони повеќе манифестират преку гревот. Значи, ако човекот сте повеќе со Бог живее, тогаш Светиот Дух повеќе манифестира, Божите ангели повеќе манифестират во човечката приказност, така да кажем, овде на оваа земја. Али ако човекот се повеќе живее во грев, во темнина, се поврзуваш ти несвесно, не знаејќи со таткото на лагата, со царството на сатаната, со царството на темнината. Али добрите вести се, човекот не е нели тука пуштен овде на земјата и сега ѓаволот па да ни прави се што сака да ни прави. Не. На крстот на Голгота, Господ Исус не само што умре за нашите греви, за да можеме да добиеме прошка и помирница со Бог Отецот, да станеме едно, туку Господ Исус го има исто и сатаната победено. Таа моќ и власт што има сатаната добиено преку гревот овде на оваа земја и што манифестира на човекот, на човечкиот род, па и дури и на животините. Значи, да, демоните постојат, но сигурно се не посилни од Бог. И не само тоа, сатаната и сите траванти негови, кои апостол Павле во Ефесијаните 6 глава ги набројува во разни духовни катови, сите се победени од Господ Исус на крстот на Голгота. И тие немат веќе право, власт, моќ над секоја една душа што го Христос има прифатено. Тогаш улогата се мене. Уместо ѓаволот нас да не малтретира, да не уништува, лаже, краде и сите тие негови манифестации и планови со човекот, тогаш улогата се променува. Тогаш не си веќе пашката, туку си главата. Добиваш не само нов идентитет од Господ Исус, постанаш Божјо чедо, туку исто и добиваш и духовен авторитет што Христос го даваше не само на првите апостоли, туку и на сите што веруваат во него. И тој значи? Духовен авторитет можеме да го употребиме кога ѓаволот, сатаната, травантите и демоните, сите, зависи кој какво искуство нели во тоа има, можеш заедно со Господ сам себе да се заштитиш, па дури и другите. Значи, во мојот живот имам искуство, првно жртва, исто и на демони, али спасена од Господ, а после тоа Бог ме има и до ден денеска, нели јас не знаев дека ќе станам нели проповедник, мислев го барам Бог и после тоа се развива нели Господ лично потоа, после години ми се има лично објавено, Клара оди проповеди го моето евангелие и сега после 20 години можам тек малку да видам што значише тоа. И мислам на мојата крајна животна приказна тек тогаш ќе знам, окей, уште појасно ќе биде планот, нели, целата убава плетка на Господ во мојот живот, што има плетено каено со љубов и трпение. А инако, секој едно новородено чедо Христово има искуства со напади од демони. Сега, некој може да ги виде, некој може да ги слушне со духовни очи, се разбира, може некој за жал и во природното да се манифестират. Се повеќе најдуваме на примери каде што таа обседнатост, да кажеме, или кога некоја сила на темнината, демон или како и веќе да се нарекува, луѓе се повеќе сведочат и се охрабруваат. Порано беше, мислам дека повеќе срамота да се сподели такво нешто, затоа што тој човек после тоа или жена беше етикетирана и имаше проблем да функционира нормално во животот. Денеска се повеќе се охрабруваат да ги споделуваат своите искуства. И тоа се навистина, некои од тие сведоштва се навистина шокантни, значи зборуваме со физички последици, со ментални последици. Ментални, апсолутно абнормални активности, движења во простор и така натаму, значи нешто што за човечката карактеристика и за нашите својства не е нормално. Не е нормално, така, пошто сега ако одеднаш некој застане пред тебе со како хорор лице, а не мора со хорор лице, туку и како човек или како животина застане одеднаш пред тебе и твоето здраво мозоче вика: Господе, помош, што е ова? Ме разбирате? Значи, нашето здраво мозоче, кога е нападнено, односно душата, пошто што е душата? Човечката воља каде е? Тоа што гледаме, емоциите, волјата, чувствата. Човечката душа кога е нападнена од тие демони, душата реагира, се разбира. Па дури и телото реагира. Чувствуваш
некое присуство, непријатно или не знаеш како да го опишеш, но твојата душа внатре знае нешто не е во ред. Али не само во манифестациите, нели, во физичките манифестации или духовните манифестации. Исто и луѓето приметуваат по квалитетот на нивниот живот. Ете, сакаш добар човек да си, сакаш да се умножуваш, да си благословен човек, работеш, но од секаде бараш работа не можеш да најдеш или конечно ја најдеш баш тебе ти имат ти викат Избркана, бараш сакаш девојка да најдеш или дечко, нели, да се удомеш, брак, семејство, но постојано ти или не можеш или се погрешни луѓе наоѓаш. Се некоја собрекајка, постојано некоја собрекајка ти се дешава. Луѓето почнуваат да приметуваат, видите, кога има постојано демонска манифестација и напад во еден човечки живот, кога и да е, таа човечка душа ќе почне на вистина не само со духовни очи да ги гледа нештата, туку и логиката на човекот си вика има нешто што мене буквално тероризира. Има нешто што ме нападнува и што ме блокира во мојот живот да напредувам во секое едно поле. Или пак во некое специфично поле. И што ти сакаш тоа да го надминеш, но не можеш. Сега, колку е тоа, значи, дали, мислам, ако тоа е веќе многу поедноставување, според мене, затоа што дали неуспехот во некое поле може да биде исклучиво заслуга на духовна заспаност, да кажам, а не на едноставно немање талент или едноставно потенцијал човекот да се реализира во тоа поле. Да. Видите, ние сите тенка е границата, е многу тенка, невозможно да се направи. Сега ќе ви кажам да направиме малку во коцка за да го разбереме. Кога Бог не нас ете така пушта на овај свет да се родиме, тој ни дава исто и таленти. Значи секој си има свој талент од Господ. Кога се духовно наново раѓаме, добиваме духовни дарови. Разлика е измеѓу природните таленти човечки и духовните дарови, како што читаме во Словото Божјо. Сега да останеме сега во почетокот, човечките таленти. Сега ако и да се наврзам со Божјиот план, како што почнав нели од почетокот, Бог има план со нас, Бог има волја, Бог има цел со нас. Ако ние луѓето во тоа, поради што не го познаваме Бог, или па не сакаме да го познаваме, или го познаваме, но пак не му даваме простор на таа територија во нашиот живот, тогаш не секој пат нели дека еве на пример, некој сака да е мултимилионер. И сега покуша се да стане мултимилионер. Добро. Али ако не ти е дадено од Бог и одобрено од Бог, дали ти веруваш во Бог или не, дали го познаваш или не, ако едноставно Бог каже не, тогаш ти можеш север, југ, исток, запад, во цела планета да ја шедиш, но ти нема тоа да бидеш тоа ти што сакаш да бидеш. Ме разбирате? Значи, од друга страна, пак таа слободната волја, малку е, како да кажем, комплексно тоа да се објасне, и има улога слободната волја. Али како што реков, Бог е над таа слободна волја. Значи, сега, талентите, ако ние дејствуваме под талентите Бог што ни ги има дадено и под благодатта Господ што ни го има дадено врз нашиот живот, благословот Господ што го има целокупно за нашиот живот, ако ние дејствуваме во таа територија, тогаш нештата многу побрзо и полесно ќе ги достигнеме, отколку да сакаме нешто да постигнеме што не ни е дадено. Тоа сакам да кажам. Ја тоа го разбирам како од Бог да ни се дадени неколку одредници, позитивни и негативни, да кажем, и неколку таленти како да стигнеме до нив. Но тоа е предвидено за нас и нашата слободна волја ќе зависи дали ќе ги искористиме или дали ќе стигнеме до нив или нема да стигнеме. Но оно што го кажуваш ти е практично, ако не е во некоја од тие одредници, на пример, многу пари, слава, што и да е, значи ако не е предодредено таму, ние не можеме да стигнеме таму, што и да направиме. Ако Бог нешто не сака, нема да биде. Пошто Бог е Бог. А ако Бог допушта и под капата на нашата слободна волја, тогаш имаме простор. Сега, многу луѓе се разочарени и викат сакам нешто да сум,
Но и викат тој е крив, оној е крив, јас сум крив, ѓаволот крив. Тука веќе одново мораме стварно да имаме здрав однос со Бог, за да ти се лично добро со Господ, разбереш каде си, која е целта, која е волјата Божја. Сега кога веќе тоа од прилика во некој подрачје го знаеме и действуваме, кога имаме битка тогаш, тука јас, например, сега давам личен пример, тука знам, значи, Бог, например, мене ме има сега во духовноста, ми ме повикано да го проповедам евангелието. И кога имам јас во тоа битка, посебно напади, демонски напади, тогаш знам каква позиција јас треба да преземам, за да го тоа не прифатам. Да го тоа отфрлам. Тоа, како што реков, духовниот авторитет да го употребам од тоа, што Господ ми го дал. А нацај Бог е тој кој војува за нас и се моле, но и ние, црквата Христова, имаме удел во тоа. Инаку, за жал, можеме исто да кажеме, да дојдеме до тој благослов, има исто битка. Ѓаволот, како Господ Исус што има објавено, дека ѓаволот дојде да лаже и да краде. Што дојде да краде? Не само човечката душа, туку и Божите дарови, благослови, таленти што тебе сака Бог да ти ги даде. Дојде да ги краде тие. Сега кога ние имаме релација со Бог, имаме и здраво знаење на Словото Божјо, како да делуваме во таа ситуација, тогаш ти ќе знаеш дали јас треба сега да молчам и да чекам на Бог, да Бог го тоа среде за мене, да се молеш, да веруваш, да чекаш на Бог, да Бог го тоа среде за тебе, или треба сега јас да станам заедно со Господ, да го тоа нешто средеме. Значи, и тоа ти се разни опции. И токму кога станува збор у контекст од духовна битка со демони кои покушаат да те блокират, кои покушаат благословите да ти ги открадат, кои покушаат да те набутат во ќош во животот, тогаш ќе знаеш точно, ќе го препознаеш тоа. И тоа во духот се чувствува. Ме разбирате? Пардон, еве сега, например, од здрав прав одеднаш постанеш многу болен. Кога не... Она што го викаат луѓето, ништо не му беше и еден ден се разбуди, или почина, или се разбуди. Така. Сега, кога си веќе во Христос, тогаш знаеш, па болеста не е од Бог. Исус умре не само за нашите греови, туку и за нашите болести. Тој е исцелителот. Телесно, душевно, духовно, тој сака нас и може нас да не исцели. Тој исцелуваше сите болни, кога беше овде на земјата, Господ Исус е се уште и тој се уште исцелува. Значи, кога сум јас болна, јас не го гледам тоа како еднаш што имам за жал шокантно слушнено од младо момче, па Господ ми има таа болест дадено и ја трпам и ја прифатувам, таа е неговата волја. Да. Тоа така се толкува во многу наврати. Да. Али ако го знаеш евангелието, тогаш знаеш ѓаволот е на врата. Освен, например, ако е од своја последица, нели, сега, например, пушиш цигари, имаш рак добиено на плуча, тогаш не беше ѓаволот на врата, ѓаволот дата има залажено, но ти самиот имаш изберено, значи тоа иде од своите последици, значи тоа малку друго насока сега. Сакам да ти кажам, едноставно ти си одеш здрав, прав и одеднаш си болен, например. Може ли една практична ситуација тука, затоа што мислам дека навистина добра паралела може да се извади. Значи, дали ако телото не го сеќаме здраво, дали ако навиките не ни се здрави, дали ако не ни е она што викаш што ни е даено од Бог, не се грижиме за него, не го негуваме, дали постои шанса за духовност и за конекција со Бог, доколку да кажеме она што нас ни е доверено на чување, на негување, не го негуваме преку секојдневни практични навики, да кажеме ако човек е пушач, цигарите се воопшто една од, како се вика, од многуте пороци, но се многу... Пример земав, за да практично дадам, значи дека сакам да направам поделбе помеѓу кога стварно ѓаволот буквално те напаѓа на здравето, тогаш ни крив ни дужен, како што викаме по-наши, или поради болест дојде поради последици на сопствениот грев. Тие се две различни нешта. Ме разбирате? Значи, како што реков, не можеме се во ѓаволот да го кривеме. Ако сме ние
пушачи денеска или алкохоличари, нарушуваме нашето здраве. тоа се смета дека е наша заслуга. Не е заслуга, туку тоа е духовен принцип, што се што жнееш. И во благослов, и во грев. Значи, ако јас сеам правда. Патеката не ја земаме како човекот стигнал до тоа. Например, она што го кажавме на почетокот дека ако е генерацијска травма во прашање и така натаму скршено Има дете. причина. Секој има своја причина. Зошто тој пуше цигари? Зошто тој е алкохоличар? Зошто тој се пријадува? Зошто тој така? Зошто секој има своја причина? Точно. Дали причината не е, да кажеме, олеснителна околност на некој начин за тој човек? Затоа што ја има. Па видите, човечката душа од сама себе, ако не е духовно на ново родена, таа е празна. И секој, не само што е во грех родена, туку исто е и празна. И ние нашата празнина ја попунуваме, тие кои веруваат со религија, например, али не секој ја попунува празнината па со религија, со шетање, патување, студирање, амбиции, сонови, пасишта. Секој на свој начин својата душа празна душа исполнува, али исто и своите трауми, таги, багаж на животот покуша да го лечи. Значи, зошто, например, некој кога почне алкохол да употреба, нели, кога бевме млади во друштво, прв пат инспириравме да видиме како е тоа, да искусиме, па сме пијани. Станува збор за луѓе кои се зависни од алкохол. Докажено дека тие луѓе имаат секогаш траума некоја, што со алкохолот, дрогата и сите разни зависности покуша самата душа да се исполни и да се исцели. Значи, тоа е жалното, дека човекот овде и на сам себе си наштетува со своите избори. Токму со таа слободна воља. Првенствено сам на себе. Да. Првенствено Да. сам на себе. А додека Бог стоја отворен и сака да каже, чедо моје, дојди кај мене, јас сакам да бидам изворот на твојот живот во се. И во радоста, и во мирот, и во здравето, и во благословот, и во потенцијалот, пошто тој е веќе изворот на животот. Он е изворот на животот. Али ние ако црпеме надворот изворот на животот, тогаш што ќе црпеме? Јас ќе црпам од тебе, ти ќе црпаш од мене, сите црпеме едно од друго и ѓаволот за жал тоа го злоупотреба исто против нас. И на крајот доаѓаме еве како што сме дојдени масовно. Значи сега кога ќе погледнеме во минатото, не викам дека во минатото не е имало страшни греови. Човекот е исти, нели, човечкото срце. Да. Али големината, тежината на греот како на денешница што е присутен, ненормалното е нормално стането. Луѓето веќе не се срамат голем дел од грев. Значи, тоа заслепувувањето, али исто и безбожноста. Причината зошто сме дојдени до овде каде сме дојдени. Дали е точно дека Бог повеќе ги казнува или се лути, да кажеме, на луѓето кои што се свесни за греот и влегуваат во него, отколку за луѓето кои што несвесно постојат и живеат во грев. Така да кажам. За Бог грев е грев. Во неговата праведност грев е грев. Сега Божјиот збор кажува дека има тие пострашните греови, нели, тие греови од кои му се гади, така преведено. Да кажеме убиства, инцест, прелюба. Значи тие греови што читаме посебно во Стариот завет, а исто и во Новиот завет. Тие се греови, други богови, на други богови да се поклонуваш. Тие се греови на што на Бог му се гади од тој грев. Од друга страна, тоа е таа грешната природа, што не знаеме подруго. Се поставува прашањето, мислам дека Стариот завет е препон со инцест и тоа е начинот на кој што едноставно луѓето постоеле во тоа време. Мислам, дури се преферирало, мислам дека во библиската приказна е... Да, али таа види, библиската приказна кога Бог го создава први човек Адам и Ева и нели првите луѓе и сега прашањето е па како тие после нели почнаа да се умножуваат. Морало да има инцест, инаку како ќе се умножуваат. Тоа Бог го знае како.
Јас мислам дека Адам и Ева се првите луѓе како ние што сме. Ме разбирате? Како човечкиот род како што сме сега ние. Како Господ го има тоа или допуштено во тој момент за да се само човекот обмножи, или во тогашно време Бог другачие се има тоа човекот омножено. Да, Светото писмо тоа да. не ни го Мојсей, што книгата Битие има напишено, не ни го кажува тоа. Да. Сега ние може да дебетираме, да филозофираме, многу е па големо, имаше нели UFOs дојдеа од други планети, па не знам што, или па имаше инцест. Али ако станува збор за самиот инцест, Божјиот збор, посебно во Стариот Завет кога започнува Бог, Бог е против инцест. Да се навратам нели за тие гнасните, страшните греови. Да. Прашањето ваше, дали Бог се љути, дали на тој повеќе ќе го казне или на тој помалку ќе го казне? Знаеш зашто го прашувам тоа? Затоа што има луѓе кои што стануваат свесни, да кажеме, Да. за постоењето на Бог, тоа се буди во нив на некој Да. начин, но откриваат дека не можат така лесно да се откажат од гревот, дека не Не можеме. Гревот е моќ. Моќта на гревот, еве токму што како што ви реков, моќта на гревот Господ Исус Христос на крстот на Голгота го има поништено, за да можеме ние да бидеме ослободени од моќта на гревот. Значи, на крстот на Голгота се има многу нешта десено. И тие 3 дена што Господ Исус беше погребен и воскреснува. Моќта на гревот, човекот го откупува од моќта на гревот. За да не мораме ние веќе да бидеме робови на нашата паднена природа. За да можеме и божинствената природа во нас да ја добиеме. Сега, Бог казнува ли, кој колку повеќе ќе казне? Да почнеме прво од почетокот. Бог го има својот возлюбен син Исус дадено, неговата љутина, неговиот гнев, неговата казна, што требаше ние да ја примаме за нашите греови, Христос ја прими. Значи, таа жртва Христова е исто помирница. Не е само прошка, туку и помирница на грешникот. И кога го Христос прифатуваме и неговата жртва, можеме да кажеме Бог веќе на нас не се љути, пошто во неговата праведност и светост некој казната на тој греф ја има платено. Исус. Тоа е значи за кога започнуваме со Бог. А сега кога сме веќе Божи чеда, ние се уште имаме грешна природа. Јас се уште грешам за жал на Бог, на луѓето, на самата себе. Сега тука веќе Божјиот збор доаѓа на степен или точка 2. Божјиот збор вика тој кој знае дека нели не треба тоа да го правиш, тоа е грев. А ти намерно, свесно тоа го правиш, тогаш нормално дека Бог ќе биде многу построг, пошто сега знаеш подобро, а пак правиш. А да Господ го демонизираме, тоа го правиме за жал често пати. Бог стое со бокс, и одма право ќе те избоксира, пошто ти сега пак не сакајки од страф некаде излажа, ти сега, или не само свесно, туку еве таа падналата природа во нас се уште е присутна. Иако Господ може да не крсти со Светиот Дух во нас, ние почнуваме да се просветуваме, али тоа е процес. Значи, Клара како што е сега, вчера или пред 10 години, 20 години не беше таа. Значи, трансформацијата во Христос е постојанен процес. И Бог нас не гледа преку крвта на Божјото јагне. Затоа можеме да имаме и однос. Еве, како што реков, јас имам денеска сигурно нешто грешено на Бог. Ако го мериме тоа во светоста на Бог, сигурно нешто имам помислено, имам нешто кажено, или во срцето нешто, не мора да биде одма страшен грев. Да, не е фатално. Да. Но е составен дел од живењето и од нашата природа, како што кажано. Еве да кажеме, мене ми е многу интересен моментот со стравот. Да. Значи, луѓето кои што веруваат и се поврзани со Бог, дали ако се обседнати со страв од било што зборам, прават грев и на некој начин покажуваат недоверба. Да. Стравот, пред кратко време има баш проповед на таа тема, како нашиот страв да го победиме. И дали може верникот да има опште страв или не, и дали тоа е грев или не.
Значи, прво да се разбереме добро. Ние сме луѓе, човеци, ние имаме страв. Тоа е човечкото во нас. Механизам, да. Да. Значи, и стравот, значи во Божјиот збор страв има разни дефиниции и разни преводи. Значи, страв од кучето што трча по тебе, дали кога почне да лае, ти се плашиш и трчеш побрзо, тој страв функционира за да се заштитиш сами од себе. Значи, не секој страв е грев. Или не секој страв е штетност или уштетени емоции или разни причини. Значи, тој страв што го имаме ние е во нас човечкото присутно овде на се што се ние соочуваме на оваа земја во животот. Господ од друга страна што кажува? Не плаши се. Не поради што ние немаме причина да се плашиме. Ние ако почнеме реално да го гледаме опасноста на животот, тогаш ќе сме испреплашени сите. Али Господ вика не плаши се. Не поради што немаме ние причини да не се плашиме во животот, во битката на животот и мачењето и страдењето. Туку вика пошто јас сум со тебе. Тука доаѓа промената. Значи јас можам мој човечки нешто се плашиш, нешто да ти се не деси, али кога знаеш, Господ е со мене, тогаш нашиот ум се обновува, се трансформира и ние растеме веќе во тоа. Растеш, значи верата во Бога, довербата, значи има разлика помеѓу вера во Бог и доверба. Верата, растеш во верата, доаѓаш до доверба. И тогаш ти веќе не се плашиш толку многу веќе. Али човечкото во нас, уплашиш се. Значи, не сакам тоа токму, да го гледаме како многу голем грев, пошто сега ти си вереник, веруваш во Бог, имаш искуство со Бог, а денеска пак се ти оплаши, нели се плашиш од нешто. Присутно е во нас, ако сме искрени. Али тој страв, разликата е без Бог и со Бог разликата е дека можеш да одиш кај Господ со тој страв и да те ослободи од тој страв. Пошто има причина за што се ти плашиш, нели? Апсолутно. Кога одеме кај Господ, токму во таа релација, релација делиш ти се со Господ. Страв, тага, мака, грев, прашање, потреби, тоа е релација. Така да апсолутно. Сакам да слушнам, еве сме тука некаде при крајот, значи сакам да слушнам и за работата која што правиш денеска, значи ти живееш во Холандија, но работиш во целиот свет, така да може ли малку за тоа повеќе? Сега во сегашноста се наоѓам во друга сезона. Што можам сега да кажам дека сум активна во Божјото царство, сакам така да кажам, под капата на Божјото царство. Може да тоа да биде низ локални заедници, цркви, каде сум активна, каде доградувам, каде служам со духовните дарови и таленти Бог што ми ги има дадено под мојот повик, а може исто што Господ ми доверува и повикува и самата да основам духовни нешта, активности. Еве како на пример, посебно за нашите македонци сега, посебно во времето на короната, Бог ме повика да основам своја онлайн црква. Што беше до тогашно време ново. Нели сите сме навикнени да одеме физички во таа црква или онаа црква, објекти, да. Или може и домашни цркви што е исто активно. Може би во Македонија не толку многу, но од почетокот во книгата на апостолски дела гледаме, читаме дека црквата Христова почне со домашна црква, нели дома се збира. Значи Бог не е против и на тоа. Значи Бог има разни начина каде домашни цркви, локални заедници така натаму. Сега во оваа сегашност, во короната кога дојде, значи кога Господ те употребува да му служиш, тој те употребува во сегашноста што е потребно, пошто ето служиш во потребите. Така во корона кога дојде, Бог ме повика да основам онлайн црква за нашите македонци, за да не морам, нели, постојано да патувам мисионерски патишта од Холандија, Македонија, Холандија, да го проповедам евангелието на било кој начин, низ било кој платформи кои можат да ги наброиме, туку преку онлайн. Така се основи онлайн црквата и така сме со тоа за нашиот македонски народ сум
преку Холандија, преку онлайн црквата, социјалните мрежи активна. Тоа е едно, али како сега, како што гледате, сум испратена од Господ. Имаше пред кратко време женско движење отворено, ново, основено, Марта и Марија. И ме таму имат покането да бидам говорник. Тогаш може да се деси дека и физички можам да бидам активна тука. Али инаку, знаете како го искусувам лично сега? Едната нога ми е во Холандија, едната нога ми е во Македонија. Едното дел на моето срце е во Холандија, еден дел е во Македонија. Кога станува збор за постојаноста на мојата служба. А инаку, кога станува збор за во Холандија, поради што има многу разни раси, националности, култури и сето тоа, тогаш одеме на интернационален ниво на службата. Значи, не сум повикана од Господ, нели, во Холандија си само сега на холанѓаните евангелието да го проповедам. Туку на целиот народ имаме 18 милиона луѓе во Холандија, кои 50% се атеисти, другите 50% се микс на разни религии, имаме исто внатре и христијани, и муслимани, и атеисти, будисти, и будисти и хиндуизам, кои исто имаме големи бројки од тоа. И мојот повик да го проповедам евангелието. Значи, не гледам, од кај си ти, која раса, која култура, која религија, туку доаѓам со евангелието. И во тоа се движам во мојот повик, а кога веќе се проповеда евангелието, се ствара две нешта. Едниот го прифатува Господ, а другиот го отфрлува. Тие кој го прифатува Господ Исус, постануваат мои духовни чеда, почнуваме заедно да растеме во верата, во надежта и љубовта во тоа, правиме ученици од нив, како што вика Господ Исус. Одејте, проповедајте го моето евангелие, сведочејте и правите ученици од нив. Значи, почнуваме Светото писмо да го проучуваме заедно, разговараме, молеме и заедно растеме во нашата заедничка вера. Тогаш доаѓа службата на друг ниво. Тогаш не си само, нели, проповедникот, туку и духогрижеч. Затоа доаѓаме во пастирска служба. И во тоа сум имала во минатото разни сезони, разни платформи, низ разни локални заедници во Холандија, големи заедници. И на тој начин Бог ме исто мене има не само употребено, туку и уформено, за да можам стварно да растам јас самата личност, како личност, нели, и да го Бог уште многу повеќе запознавам. Значи, кога одеш да проповедаш низ интернационални цркви во Холандија или преку онлайн на интернационално ниво одеш, кога, например, прв пат бех во Јужна Американска црква да проповедам. Јас бев навикнена или на македонски, или холандско. А сега одеш во Јужна Американска црква, пример, и сите се тотално други од тебе. И сега ти си, јас барам, бев конзервативна, можам да кажам. Си вика, што ова, дали, пошто не си навикнен. И тукма тоа е проблемот на христијанот. Ако христијанот постојано е навикнен во неговата црквичка и сега ти одеш во некоја друга црква, и тоа искуство може малку чудно да ти е. Али баш тоа е убавината сега, дека можеме Бог да го запознаеме дека многу голем е. Значи тој во џунглата некаде што го познава Господ Исус и оде таму на кратки панталонки поради што е премногу жешко, или некој во Африка, или некој во подземни цркви, во Иран, например, можеме многу да научиме од тој интернационален ниво на служба. Можеме Бог уште многу повеќе да го запознаеме и неговата ширина, длабочина, големина. И сега тоа е сега присутно во мојот живот. После многу години можам да кажам. Значи не е така преку една ноќ, нели, проповедник стана, па Бог те испраќа на секаде, знаеш, тоа како малку така филмски. Не, Бог инвестира во нас, големи процеси, големи оформување, трансформации, и кога духовно растеме, Бог се повеќе и повеќе ни доверува. Значи, она што практично кажуваш, колку полокално делуваме, колку повеќе сме затворени во еден простор, едноставно потешко е да го запознаеме Бог, затоа што е најверојатно многу поголем од... Не е потешко да го запознаеме, туку можеме да го запознаеме во нашето поле, туку
ќе го познаваме само така на тоа поле. Мгм. И нема да знаеме многу повеќе од тоа. Еве тоа ќе земам на пример православната црква за пример. И православните христијани на пример, први во Македонија. Осем можеби младата генерација да е подругачие сега, да има реформа во тоа, нели повеќе информации имаме и сето тоа, али да кажеме стариот православен христијанин. Тој човек тоа е тоа што го знае и тоа е. Од една страна, Господ сигурно може таму да го најде, Господ сигурно може таму да му помогне и да го благослови, да го спаси, нели, а од друга страна, големината на Бог, кога што почнеш, нели, да излезеш од твојата комфортна зона, кога почнеш да гледаш Господ и Господ Исус и кинезот го познава Господ Исус. О, халелуја, и африканецот Господ Исус го сака. Американецот, тогаш навистина добиваме ширината, длабочината, не само на Бог личноста, туку и неговата љубов за сите нас. Ти благодарам за денес, кој уживав во Да. разговорот и очекувам во некоја наредна прилика повторно да имаме шанса. Дај Боже, се надевам дека можев нешто да придонесам на благослов на вашите слушатели, исто и на вас лично, а исто и на мене е благослов да бидам овде, така да останете во милоста Христова и во љубовта на Бог Отецот и да Светиот Дух биде и со вас. И пошто и вие сега правите, нели, подкасти, програми, прашувате, исто и вие учите, верувам дека и вие го барате Бог на вашиот начин. И се надевам дека Евангелието на Господ Исус ќе допре исто до вашето срце. И што сакам за последно да кажам, со детска вера постигнуваме најубавите нешта со Господ. Таа детската вера, и тоа сакам и вас да ве мотивирам и секој ден што слуша, таа детска вера, прифати го Господ таков како што е, како мало дете го верувај тоа, читај го Словото Божје токму како мало дете, да, амин, така е. Со таа детска вера ќе можеме на вистина да имаме контакт со Господ. Ти благодарам.